Денеска во Еврохотел Градче започна да се реализира дводневната обука на тема климатски промени, која е дел од проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина. Проект кој се спроведува во соработка со Центарот за развој на Источниот Плански регион и истиот е кофинансиран од првиот повик на програмата за прекогранична соработка Интерек ИПА преку Република Бугарија и Република Македонија. На состанокот денеска присуствува представници од двете општини, а темата на работилницата беше реконструирањето на општинската зграда во Кочани. Конкретно за првиот дел од работилницата зборуваше Драгица Здравева, директор на Центарот за развој на Источниот Плански регион. Центарот за развој на Источен Плански регион го доби проектот на првиот повик за прекогранична соработка со Република Бугарија. Партнер од Република Бугарија ни е областната администрација Благоевград, а партнер на Центарот во рамките на овој проект е општина Кочани. И во рамките на овој проект, покрај меките мерки и активности, најголемиот дел од буџетот е за санирање, односно реконструкција и адаптација на административната зграда на општина Кочани и нејзино претварање во енергетски ефикасен објект. Активностите на тој дел веќе се започнати, течат, а оваа дводневна работилница во врска со климатските промени, потоа продолжува иста таква работилница во Република Бугарија во врска со изработка на една стратегија за енергетска ефикасност. На работилницата беа присутни и представници од Благоевград, Република Бугарија. Основниот предмет и основната част од Основната цел на проектот е обнова и реконструкција на административната зграда на областната администрација во Благоевград. Обуките се за тоа да се презентираат како влијаат климатските и енергетските промени. Нашата екипа која доаѓа од Благоевград се специјалисти во овие области, така да се спремни за оваа работилница, а целта е да биде посетена од што е можно повеќе граѓани кои ќе придонесат за поефикасна реализација на овој проект. басейновата дирекција. Инаку со реконструкцијата на општинската зграда планирано е да се изврши комплетна замена на вратите и прозорите, да се реконструираат сегментите од внатрешноста на зградата, а предвидена е и доградба на поткровје, која ќе обезбеди дополнителен простор за администрацијата и за другите потреби на локалната самоуправа.